И понатаму останува нерешен проблемот со недостиг од лекари на итната медицинска помош. Дури состојбата е полоша и од претходните години. Оти во последната година, тројца општи лекари кои работеа на итна ја напуштија државата и заминаа во странство, а примен е само еден. Со оглед на тоа дека здравствениот дом од Кочани ги покрива трите општини – Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево, потребни се уште најмалку 3 екипи составени од лекар и сестра. Во моментот работат 5 екипи, но истите треба да се ангажирани и за проектите на Министерството за здравство, рурален доктор и здравје за сите. Иако таму отиде еден тим, тогаш остануваат 4 екипи, што е малку да одговорат на потребите на сите граѓани од трите општини. Директорот на здравствениот дом Иван Спанчевски рече дека побарале одобрување од Министерството за здравство за вработување на 3 тима, но засега ситуацијата не е променета. Здравствен дом Кочани руралните активности ги обава со една екипа, лекар, сестра, односно медицински техничар, што е малку, и треба најмалку уште 2 екипи за да може да биде покривен руралниот доктор. Исто така, ќе треба поголем број на доктори во итната медицинска помош. Позагрижувачка е состојбата овие денови кога лекар од итната помош е ангажиран и за прегледување на луѓето во Чешиново Облешево заради ворената состојба со поплавите, па тешко функционира итната помош во Кочани. Овие неколку дена лекар и сестра одат во амбулантата во Облешево, бидејќи концесионерот што ја беше земал под концесија ја откажа, бидејќи се вработи во општа болница Кочани и е на моментално на специализација. Поради hitноста на ситуацијата, како што реков, поради поплавите на реката Брегалница, овие неколку дена, односно до утре до петок, ќе руралната екипа ќе работи во амбулантата во село Облешево. Во недостиг на лекари, прегледите како дел од проектот Рурален доктор ги врши директорот на здравствениот дом доктор Иван Спанчевски и доктор Луиза Илиевска, специјалист по училишна медицина. По потреба се зема уште еден тим од итната медицинска помош, но на овој начин не може да продолжи, оти тие лекари се преокупирани и не се секогаш слободни да ја вршат работата што им е дадена од проектот и да одат на терен.